Средношколците од Средното општинско училиште Колен Ехтенин Штип денеска се надпреваруваа во Спинокио, друштвена игра преку помош на која учениците ги препознаваат добрите вести. На забавен начин преку игра и дружба, тие ги делеа добрите од лоши вести со кои се соочени секојдневно, дали на телевизија, радио или на социјалните мрежи. Целта е децата да ги зајакнат своите капацитети за препознавање на вистинските вести, да ги унапредат своите вештини на тој начин да придонесат за медиумска писменост. Тоа е друштвена игра која се вика Спинокио. Целта на таа друштвена игра е преку забавен начин учениците да ги селектираат добрите од лошите вести, да ги сватат штетните последици од лажните вести, бидејќи знаеме дека младите секојдневно се изложени на секаков вид на вести. Оваа верзија е втора верзија на друштвената игра Спинокио. Во тек е изработката на третата верзија. Се надеваме дека ќе продолжиме понатаму и ќе ја усовршуваме играта. На денешниот надпревар учествуваа 16 ученика од Средното општинско училиште Колен Ехтенин од прва година, а најдобрите 4 ученика продолжуваат понатаму со надпреварување во Скопје. Да, овој надпревар е од локален карактер, значи денес настапуваат само учениците од нашето училиште и 4 најдобри ученика ќе одат на државен надпревар во Скопје, бидејќи во овој проект се вклучени вкупно 8 средни училишта од цела држава. Се надпреваруваат 16 деца од прва година. 4 најдобри ќе продолжат понатаму. Играта Спинокио е интересна за учениците. Вела дека преку игра се дава можност за логично размислување, со што се подобрува нивното знаење и можност за разликување на вестите. За мене ова представува едно големо задоволство, тоа што јас сум избрана да учествувам на овој настан. Играта Спинокио е баш интересна игра и ја препорачувам како друштвена игра да се игра. Ние преку оваа игра се учиме како да ги препознаваме лажните од вистинитите вести. Веќе многу од слободното време го поминуваме на интернет, каде што се базираат лажни вести и ние како млади корисници треба да ги препознаваме лажните од вистините. Овие проектни активности се започнати од 2022 година, кога беа опфатени 7 училишта од Скопје, Велес, Кавадарци, Гостивар и Тетово. Од годинава дел од активностите се и средношколците од Средното општинско училиште Колен Ехтенин од Штип.